Почитуваме. Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска имаме еден драг и почитуван соговорник. Тоа е Рамче Мустафа, човек кој што се знаеме подолго време, роден е во Скопје, а сега, јас не знам колку месеци во годината, ама живее на релација Скопје-Барселона. Веднаш да прашам, кога дојде од Барселона и кога планираш повторно сега да се враќаш? Добар ден, поздрав за сите, голема чест и задоволство да поразговараме и мојата благодарност кон вас лично и кон телевизиската куќа која што го припрема разговорот и кон пријателите кои што ќе не гледаат, особено пријателите на убаво напишаниот збор. Една од работите во тоа што јас после 90-та година заминав надвор со работе во Железара во тоа време беше пред ликвидирање, пред стечај, со тие економски проблеми, како кадар си барав место по сонце за работа. Инаку со завршена виша санитарна школа, виша медицинска во Белградскиот универзитет, студирав вонредно на компаративна книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. Млад, талентиран, перспективен, секогаш велеа и со годините си ја дочекавме и пензијата во тој дел. Инаку во Скопје сум секое лето, другото време го поминувам во Барселона. Имаше еден период кога 17 години немам дојдено во Скопје. Така, подолг период. Значи, обично доаѓаш за летните месеци, за, така да речеме, летниот годишен одмор и се враќаш некаде на есен, почетокот на есен. Септември, негде кај 15-20. Каква е разликата меѓу Скопје и Барселона? Голема? Разликата меѓу Скопје и Барселона во големина, големината е знам. Многу голема, не можам да објаснам. Да, не може да се спореди. Толку многу да се споредуваат, но сепак А климатски слични ли сме? Не. Тоа е медитеранска клима. Ова е вамо е континентална. Значи таму има малку и ладно и ветер. И ветер. Нема пекол. Нема горештини. Нема 38-39 и ова што го има по некои денови. Значи ти во погрешно време фактички доаѓаш овде. Во почетокот да се вариш. Кога тргнав во дома имаше 39 степени 40 една недела. Идам во Љубљана, таму имам керка мажена, да ги посетам внуците и купувам карта за доаѓање во Скопје, купување карта почнува дош во Љубљана. Патувајки во Загреб снег. И кога дојдам во Скопје, дожд. И моја тргна во Скопје 7 дена, 8 дожд. Секој ден. Значи неколку годишни времења. Дожд, се променја во тоа. Таму е некоја стабилност, се знае, нема некоја огромна разлика на нема осцилации, на температурата. И ако е 4-5 степени, но овде од 17-18 па до 35 се огромни разлики, но темпераментот е ист. Ако продолжиме да збориме за темпераментот, тоа е темпераментот на Средиземното море, кое што Италија, Балканот и Шпанија и Португалија го имаат тој темперамент кој што ние го носиме оттука. И затоа нашата адаптација таму... Значи тука сме слични. Сме многу слични. Брзо се нервираме и брзо ни поминува лутината. И пееме, и играме, и пиеме, и се дружиме. Така, се дружиме. Сега, ти пред малку подсети дека образованието го започна во Скопје, по основното образование заврши средно медицинско училиште во Скопје, а потоа и виша медицинска школа во Белград. Значи, човек си лице од медицинската сфера. Превентивната медицина. Да. И спомна пред малку,
си се запишал, си студирал и на Универзитетот во Скопје, Кирил и Методи, на групата Светска и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет. Значи, ништо не е случајно во врска со твоето пишување, твојата љубов кон пишуваниот и усмениот збор, но сакам веднаш да спомнам нешто што е битно. Ти беше член и беше активен во повеќе литературни клубови и посебно треба да се одбележи твојата активност во книжевната младина на Македонија. За жал, сега ја немаме книжевната младина на Македонија, но во она време соработувавме, бевме активни и книжевната младина на Македонија беше како што е сега Друштвото на писателите на Македонија за возрастните, така книжевната младина беше за младите. Да, до 27 години. Едицијата Алфа, многу манифестации, меѓу кои мајските поетски средби, кои се задржува во различни градови во Републиката, но и не само тоа, имаше многу други активности, промоции на книги, литературни читања, учество на млада струга во струга, како такмичарски дел. Да, надпреварувачки дел, пред срушките вечери на поезијата. Ти недостасува ли денес таа книжевна младина и тој младешки ентузијазам, тој полет, тоа волонтерско работење, па и тоа другарување меѓу младите автори. Ние тогаш навистина контактиравме, се дружевме, циберувавме едни на други, соработувавме, се поддржувавме, се помагавме, па дури и си упатувавме за белешка, ама најдобро намерни, само да биде нешто подобро. Времето минато не се враќа, не се менува. Но убавината на минатото време сега некако се обидуваме да направиме некои промени. Во тој дел книжевната младина, литературните клубови, обврските, самиот школски систем тогаш некако не има едуцирано и воведено во литературата. Точно. Така. Сега веќе децата не може да се сетат на Сергеј Есенин, дали го слушнале Жак Превер и да не зборам за нашите големи автори. Сосема си во право. Во повеќе со моите деца, со моите внуци, со сите со кои што се рекам, децата не читаат. И работата е во тоа што интернет, има електронски страници и ова и она, но убавината на читањето во размислете книгата, која те доведува и до стадиум на творештво. Така, така. Во почетокот може да биде мимикрија, под влијание на некој автор кој ќе заземе посебен дел во првото творештво, како такво и една инерција кон развивање, се до барање на собствена вокација, на собствен избор на зборот, кажам. Сосема си во право и многу убаво тоа го кажа, убаво ја подлича таа паралела. Образованието, како образован и воспитен систем, го воведува младиот човек во литературата, го ја всадува љубовта за читање и пишување, и тој, нормално, е под одредени автори, влијанија, правци, школи и слично, но подоцна си го наоѓа својот ракопис, своето писмо, својот пат, својот збор. Својот збор, апсолутно. Сега, ти, како млад човек, беше учесник и нормално, често беше и наградуван на повеќе поетски манифестации од општински, градски и републички ранг. Пред малку ги спомнавме мајските поетски средби, млада струга, но објавуваше и во повеќе младински гласила, во синдикални весници, па дури и во едно гласило во Германија.
Таму беше на печалба? Не, таму бев со фирмата. Така. Со фирмата со која што соработува, Так. со Некерман АГ во санитарната технологија. Так. Во тој дел и се сретнав со една група на млади ентузијасти од Европа. Па воспоставивте И соработка. воспоставивме соработка, се вика Штерн Аусглас, стаклени звезди. Да, стаклени звезди. И се обидовме еден мултикултурален пристап да направиме и да ја представуваме македонското творештво, бидејќи сме од Македонија како автори. Уште од тогаш и во тој дел бевме многу успешни, дури бев и член на издавачкиот одбор на тоа списание, но ситуацијата е во тоа што првата книга ми ја објави Книжевна младина 1982 година. Така. Втората велего во антологијата на поети и работници, бидејќи сме се уште, се чувствам и веќе пензионер, како дел на работничката класа. Така. Од дедо ми, татко ми, па јас, иако во службениците на железара, но затоа ги поминував и челичана, и топилница, и ладна валавница во железара меѓу работниците. Бев секогаш и се чувствувам како дел од таа работничка класа. И моето пишување првовремено имаше токму и таа социјална тематика, правата на работниците, и поделбата. За тоа време велевме дека ние правиме социјалистичко општество, значи зборам за време пред 90-та, дека нема класи, но се место класите си ги направивме кастите. Во тој дел се додека не се направи тоа што бидна и кога почна предпријатијата и таа енергија од луѓе да ни се испушта и да летаат птиците во далечина. Благодарам што ме потсети на тоа време, бидејќи јас живо се сеќам на тој период, кога во поголемите фирми, да кажам подиректно во фабриките, имаше поголем број и на писатели, на творци, и имаше литературни клубови. Јас се сеќам дека Колебан Сколиев објави книга Неони, тој работеше во тоа време во железара. Но, исто така активен клуб постоеше во Охис. Во Охис, Леркатот на Умова беше таму. Тоа сакам да го кажам. Значи, навистина, имаше работничка поезија, имаше писатели работници и тоа беше многу позитивно, бидејќи како да бевте вие продолжени на Кочо Рацин, значи на таа социјална ангажирана рациновска поезија ја продолжувавте токму вие со вашите песни, бидејќи вие не требаше тоа да го измислувате. Вие тоа го живеевте, го доживувавте. Вие живеевте буквално во тие први, втори, трети смени. Вие ги спојувавте ноќта со утрото. И јас во тие ваши песни, во таа ваша поезија, всушност секогаш го пронаоѓав и трудот, и работникот, и човекот. Значи, постоеше работничка, социјална, трудбеничка поезија, и не само поезија, и проза, и едно творештво кое што сега недостасува. Томислав Момировски, Томе Момировски направи избор, направи антологија, во која сум застапен и јас меѓу сите. Инаку со млад борец, секако дека со студентски збор, со трудбеник, работничкиот весник. Така е. Па еве, кога веќе тоа го почнавме, да кажам, значи, во 1984 година е објавена твојата прва книга, поетска, стихозбирката Украдено детство. Застапен си во антологијата на поезија од поети и работници, тоа што говоревме, со наслов Искована песна, подготвена од Томе Момировски, а објавена во 1984 година. Потоа следат твоите книги поезија, не хронолошко шепотење, Модрила, неколку љубовни песни, Принципи, Еклипсис, поемата Загризено јаболко, напишана на ромски, македонски и српски јазик. Потоа книгата со литературна критика и есеистика,
практикум на литературен ромски јазик на шпанско-ромски јазик. Денеска ти си председател на Сдруженијето Романиланд, Јавин Аманесер. Утро Скопје. Утро Скопје. Сега, кога ова сето го прочитав, значи, на гледачите, всушност им кажав, дека ти си првенствено поет, но пишуваш и литературна критика, есеи, беседи, а преведуваш и од ромски, македонски, српски, шпански и германски јазик. И нешто што е многу битно, а зашто сакам сега малку да проговориме, ти се залагаш за формирање на кодекс за ромски литературен јазик. Ајде малку ова да ми го објасниме на гледачите. Па да, се објасниме. Професорот Јусуф Шаип и професорот Крун Кепески се првите создатели на првата ромска граматика. Так. Значи, материјалот од професорот Јусуф Шаип, кој е идеологот и водачот на формирањето на стандардниот ромски јазик, бидејќи од многуте диалекти низ историјата и временските услови кој каде доаѓавме, така и го адаптиравме тој ромски јазик и некој корен и обележи професорот Крун Кепески ја даде научната основа на формирањето, бидејќи како стар педагог многу му помогна на професорот Јусуф Шаип околу создавањето на таа граматика, која што беше потик за да се направи еден расчекор и една желба авторите да создаваат на што е можен повеќе литературен стандардизиран ромски јазик. Добро. Сега, што значи тоа? Тоа малку да ни тоа значи употреба сојството на диалекти ние го земаме како богатство на јазикот. Апсолутно. И секогаш. Сите диалекти ни се огромно богатство и во македонскиот јазик. На јазик. Струмички диалект, прилепски, штипски, кумановски. Има зборови кои тоа е богатство. Кои што ја погодуваат сршта и не можеш никако другше да го кажеш. Во тој збор. Што не може да се преведат. Не може да се преведат. И јас кога работам со 3-4 речници и после тоа се излезени и уште 2-3 граматики од професор доктор Рајко Ѓурич, од професор доктор Марсел Кортијат, па од професор доктор Ибраими, како и такви. Во тој дел на множство се имаше желба да се направи во Српската академија на науките и уметностите катедра за ромистика. Сега излезе и професор доктор Демир, кој беше студент и дипломиран на филолошкиот факултет, овде и на компаратива, и постдипломски во Индија има завршено, специализирајќи го индискиот јазик и правејќи споредби меѓу тој матичен ромски јазик со ова што го имаме сега. Филолошкиот факултет едно време имаше обиди за правење на катедра за ромски јазик, исфрли една генерација од 15 професори, нешто околу политиката се раскара, замина у Загреб и сега е редовен професор во Загребскиот универзитет. Вака, за гледачите, едно подиректно, би рекол дури лаичко прашање. Ромскиот јазик, со кој јазик е најсличен? Од каде ги црпи зборовите? Тие спомна Индија пред малку. Сојбата е ево тоа што филолозите, етнолозите, антрополозите, сите овие кои што работат на тоа поле, се уште не се усогласени, бидејќи ниту една држава, па ни Индија самата, во 1971 година во Лондон се одржа првиот светски ромски конгрес, каде што е речено дека ќе се стандардизира и јазикот, и знамето, и химната, и 8 април е меѓународен ден на ромите во целиот свет. Но, состојбата остана што ниту една држава не кажа
дека ромите потекнуваат од тука и дека основата треба се бара во тој јазик. Инаку Индија ги има 50 стандардизирани јазици, иако официјално англискиот име поради колонизацијата, како такво во употреба, но стеблото на јазиците, санскритот и пракртот, како таков ја има основата на ромскиот јазик. Во тој дел. Индо-пакистанскиот, индо-ариевскиот, во тие групи на филолошките гранки, од тоа филолошко стебло, се наоѓа и ромскиот јазик. Пред малку го спомна Светскиот ден на ромите. Ние во поново време често слушаме декада на ромите. Ај малку тоа да им го објасниме на гледачите. Станува збор за декада, за 10 години, период за 10 години, дека ќе се направат, тоа е програма, програма, стратегиска програма, ја викаат и беа носители министрите без ресор, која е типична работа на Македонија. Тогаш беше министер без ресор Мустафа Неждет. Неждет Мустафа беше. И во тој контекст отворено општество и Сорос и сето тоа се идеше како одлука на финансирање посебно на Балканот, овие со декада за развивање и интеграција на ромите и ромскиот јазик и култура и се во системов нов кој настанал од 90-та. Вака сега, заврши ли таа декада? Декадата, едната декада заврши, се обнови за пократко време и сега е трансформирана со некој директорат од господин Јовановиќ, кој има наследено пари од Сорос и со центар во Белград. И правење на европски институции за образование, за култура, за кредитирање, за отварање на работни места, за самовработување и реди една институција. Тоа е сето во ред. Убаво е да има еманципација, убаво е да се вложуваат средства за култура, за уметност, но сепак најбитен е крајниот резултат. Јас лично би сакал да верувам дека сите овие активности даваат конкретни резултати. Ромите навистина да бидат рамноправни со сите други граѓани. Да нема роми што питаат, да нема роми што немаат работа, да нема роми кои што живеат во полоши услови од нашите. И мислам дека овие декади, нека траат, нека не биде 10 години, и 20, и 30. И стратегии. И мислам дека на тој план и ти имаш многу придонесено и правиш многу за доближување на македонската и ромската литература и култура. Твоите искуства, пред малку ја спомна Германија, ама еве сега ти живееш во Шпанија. Значи, соработуваме и со нив. И мислам дека е тоа многу значајно, бидејќи тие луѓе, тие личности како тебе, се мисионери, тие се амбасадори, тие поврзуваат цивилизации, поврзуваат граѓани. И во таа смисла, јас сакам само... Ова Сдруженијето Романиланд... тоа сакам малку и за тоа да те прашам. Сдруженијето Романиланд ние Сдружение на поети, кои што некојаш бевме многу млади, бевме по литературните клубови Пралипе, на културното уметничко друштво Пралипе, кое за жал го растурија од 90-та, го уништија. Немам зборови што се важно е демолиризирано тотално и шуторизери како јас зборам гето. Зберам гето, го гетоизира, оставено да биде заокружено, без културен дом, без биоскопски сали, без мултикултурални сали, каде што може да се направи било која манифестација, па да се викне, па да без
народ без фолклор, без етнолошки карактеристики, без носија стандардизирана, која што порано Институтот Марко Цепенко со Скопје, каде што професор доктор Трајко Петровски, сега имаме внукот негов магистер по етнологија во тој дел и не можеме да најдеме во тој дел услови за работење. Но за Романиланд која го имаме определбата јазикот, литературата и правењето мостови меѓу народите и народностите по литературата, меѓусебното комуницирање. Комуницирањето го имаме составот во основната идеја е од 10 автори кои што се од 10 различни земји. Зекир Дисуран е во Италија, Азис Селим е во Белгија, па во Шведска, јас сум во Шпанија, па Неџево Осман е во Германија, дел од театарот Пралипе на Рахим Бурхан, кој што отиде до Мулхаим Русо со комплетна екипа, таму и не се ни врати и нема ни да се вратат, затоа нема ни театар, како таков, театар Рома, театар студент, чиј идеолог беше Мустафа Неждет, се дави, остана аматерски театар, без простор каде што можат да седнат, да видат сценарио, а камоли да направат представа. Добро е што ова сето го спомнавме и малку треба да се навратиме малку подетално, бидејќи јас се сеќавам, и тоа многу добро се сеќавам, дека Пралипе беше авангарда. Тој физички театар, кој што го протежираше режисерот Рахим Бурхан, не само на младиот отворен театар, на МОТ, туку и на многу други сцени, и тоа не само кај нас, во Југославија, туку и во странство. Широко. Тоа беше нешто толку изворно, толку оригинално, што не случајно тие од странство го забележа. Паоло Маџели беше уредникот. Паоло Маџели. Кој што го има ангажирано го зедоа тоа. Во театарот Мулхаим. Бидејќи таков театар недостасуваше и во европски и во светски рамки. Сега моето прашање, во Пралипе имаше еден спој. Од една страна беше театарот и литературата, режисерот и актерите, од друга страна беше литературата, бевте вие писателите. Значи, јас се сеќавам на еден поголем број на огромен број на автори. Ти пред малку спомна неколку, но јас исто се сеќавам на Ибраим Джемаил, понатаму Јусуф Сулејман. Еден голем Јусуф Сулејман. Да. Значи, и денеска има автори. Па моето прашање е, дали Пралипе изникна од шутка, од шутооризари, или некој од страна, може би државата даде средства, па да се формира таму дом на култура, Како се случи Пралипе? Тоа е основата, сега наскоро сме во договарање со феноменот Пралипе. Со Романиланд има во својата програма и сега имаме и партнери, невладинската организација Феникс, со Билјана Челик се договараме да го направиме меѓународна музичко-поетска манифестација 27 јули. Добро. Датумот 27 јули е точка 26 е земјотресот. 26. А вие на 27. Не 27, 26. 26, на 26 земјотресот е точката кога се почнува преокретот на Скопје. Так. Тој катастрофален земјотрес, о кој што покина многу, јас имав 5 години со тоа, но со тоа се створи и шутка, и Маџар, и Бутел 1, и Бутел 2, и се тоа проширување на Скопје, и Скопје доби еден нов лик, израз на нов град, и сега зборам што се значи Скопје. Рамче, тука Пралипе кој го формираше? Го формира општина Кале, се викаше порано, затоа што имаше префрлување од Топана
иселување на се што беше порушено, се даваа локации и објекти кои што ги правеа американците. И тука се инициира и се создаде културното уметничко друштво Паралипе комплет со господинот Абди Фаик. Како прв преседател, после тоа се следеа другите, Илја Зендел, Реджеп Мустафа и една група беа од ентузијасти, кои што се меѓу татко ми Чичко и јас ги викам чичковци, затоа што јас имав среќа да припаѓам на некоја генерација измеѓу. Секојаш имаше повозрасни од мене, поквалитетни, погаламџи од мене, ама и стваравме и нови деца. Стваравме одма после, јас сум негде трета генерација, затоа што меѓу првите е Рахим Бурхан и професорот Јусуф Шаиб и Јусуф Сулейман, сестра му Нуртен Сулейман и сите овие други кои Добро, што се го спомна и Трајан Петровски кои што се многу возрастни од мене и многу поголем. При деносот јас ја имав таа можност да учам од нив. Добро, и да пренесувам на помладите кои што излегоа уште две генерации после. Пред малку многу убаво рече, секогаш имало галамџи, ама добро, и тие галамџиите треба да ги пуштиш да галамат и кој ќе се изморат, доаѓа и твоето, односно нашето време. Реализацијата, Сакам сега да подсетам малку и на твоите писателски активности. Во 2022 година на конкурсот на Дата Песнопој од Битола, таму ја освои втората награда и отпечатена ти е твојата книга поезија Секојдневие. Тоа е на 3 јазика. Оваа книга на 3 јазика. Понатаму, во 2023 година, ја објавуваш поетската книга Загризено јаболко. Тоа е оваа книга. И ова книга излегува во издание на Рома Прогрес. Да, Рома Прогрес од Скопје. Во оваа година, 2024 година, ти ја објави книгата Еклипсис, тоа е оваа книга. Исто така во издание на издавачката куќа Дата Песнопој од Битола. Твоите книги се објавени на ромски, македонски и српски јазик. И на српски. Како што кажа пред малку, застапен си во повеќе меѓународни антологии. Исто така си преведен на повеќе јазици. Инаку сум носител на наградата професор доктор Рајко Ѓурич, која прв пат е дадена на Европски фестивал на поезијата на ромски јазик. Браво. Кој ја организира Светскиот ромски конгрес и беше баш за година дена од смртта на професор доктор Рајко Ѓурич. Јас лично ти честитам на таа награда и тоа не случајно. Рајко Ѓурич беше измореден интелектуалец и да се добие наградата со неговото име на вистина големо признание, чест. Тоа не е само југословенско признание, туку и европско, ја би рекол, не е ни балканско, туку повеќе европско и светско признание. Сега, оваа книга твоја ја спомнавме, не хронолошко ќе потење, но тука е и инцест, прозата, односно краткиот роман Инцест. Сега, веднаш да прашам, има ли некоја нова подготвена книга што е предпечатење или во печат? Предпечатење. Добро. Се еден 2-3 поеми. Добро. Се предпечатни приpremi. Животот е поклон даден, работен наслов. И се надеваме за следната година дека ќе учествуваме. Основата е во тоа што морам да кажам дека за оваа година Министерството за култура на Македонија не ни финансира ниту една книга. Не ни финансира, предходно ни има финансирано со оваа невладина организација со Рома Прогрес, но со Романо Ило и другите каде што учествувавме не ни финансира, затоа што ние дејствуваме како група. Так.
како Романиланд со 4-5 автори кои што се секогаш активни. Да. И објавуваат. Кажа ти предмок од повеќе држави. Така да ние учествуваме на конкурси. Да. Во конкурсот на Песнопој сега се заврши и двајца автори веќе се влезени во првиот избор. Сега ќе се чека комисијата да одлучи дали ќе добие некоја награда, затоа што со тоа и ќе зависи начинот на издавањето. Така. Например, издавањето на оваа последната книга секогаш тие пишуваат на третата страна. Да. Книгата Песни нехронолошко е наградена, е носител на наградата Душата на чаршијата. Так. Битова. И затоа и нема плаќање. Додека, затоа што ја носи првата награда, инаку овде ја носи втората награда, Душата на чаршијата, ама тоа беше од лани, и како втора награда има 20% партиципација од вкупниот тираж. Ако биде третата, тогаш има 50% партиципација. Рамче, сакам да те прашам нешто, ама да ми одговориш подиректно и заокружено, да речем. Ти си човек кој што потекнуваш од Скопје. Сега живееш и работиш во странство, во Барселона си. Скопска пензија имам. Скопска имаш. Добро. Ги споив. Сите работио стаж во Железар, од Германија и од Шпанија и скопска пензија. Одлично. Сега, прашањето е, што треба вистински? Сега деновиве се формира влада, нова влада. Што е тоа што вистински треба да се направи за ромите во Македонија? Посебно на културно-уметнички план. Зошто повторно да немаме едно пралипе? Зошто повторно да не направиме, не е шутка само за филмовите на Кустурица. Секако. Шутка треба да има и писатели, и актери, и култура, и уметност во текот на целата година. Не се средствата секојаш во прашање. Средства се даваат за многу други небитни работи. Уште как. Треба да се има план, треба да се има стратегија. И треба да има личности кои што тоа ќе бидат носители. Ќе бидат носители. Затоа што не може да очекувате постојано некој друг тоа да го направи за вас. На овој план, која е твојата визија? Што треба да се направи? Може ли тоа да се направи? Може. Се може кога ќе се сака. Добро. Е основата поента. Но, дали се има политички слух? Добро, желба. За тако нешто. И определба. Направени се досега 1, 2, 3 стратегии за кои што се викаат развој на културата и образованието на ромите кои што се наоѓаат во фиоките на бившите министри за ромската инклузија. И ова затоа што дојдовме до една ситуација, учествував во работата. Добро. На тие стратегии и со Емина Шемо и уште овие другите кои што се функционери во Министерството за култура и во образованието, и дојдовме до да помине на влада програмата, која има стриктни барања со термини до кога програма со конкретни со конкретна реализација. Активности, така? Со конкретна реализација. Но дојде метлата на Заев, дојде самоволието на оној, на овој, па многу поважно беше ова или она. И се заборави на... И се заборави и на програмата, и на ветувањата. И на ветувањата. Во една ситуација зборевме што им е потребно на ромите. Моментално. Да. Моментално се потребни 2 културни центри каде што ќе се действува на републичко ниво, не се ромите само Шуторизари. Така. Ромите се цела Македонија. Така, точно. Ги има и во Битола, и во Штип, и секаде. Сега, тој центар кој ќе ги поврзува центрите од другите градови. Ќе биде центар за републиката, а бидејќи ги имаме базите, 2 основни школи во Шуторизари, имаме средното училиште, Јосиф Шаиб, тука ни се изворите. Тука се
4000 деца Да. кои секоја година по 3-4 класа Так. завршуваат. Так. 120 деца имаме на располагање за да ги усмеруваме спрема афинитетот. Так. Кој е за фолклор, кој е Так, за так. музика, тоа не е и генска структура, Так. на крајот на крајовите, Так. музиката и пеењето Да. и играњето, Да. но суштината е моја и на мојата група и соработници е литературата, Така. е јазикот, Так. театарот, Так. како тако. Так. Беше двајца од овие мои членови таму се драматурци, писатели на драмски текстови, кои што во минатото објавувале текстови и биле наградувани Так. и учествувале и на балкански смотри. Така. Так. Со нив театарот Фадилјони, театарот Рома, театарот Студент, кои што учествува не само на градски и републички и на балкански средби. Јас лично, интимно, верувам во тоа, бидејќи те знам како вреден човек, како активист и знам дека нема да се предадеш и нема да се откажеш од овие твои позитивни намери. Сега, бидејќи сме на самиот крај од емисијата, ќе те замолам со една од овие бои да ни се потпишеш, значи овде името и презимето, во горниот дел, во долниот дел денешниот датум. Убаво пишуваш, красно пис. Браво. Рамче Мустаф. Овде датумот 17.6.2004 година, а во овој дел ќе ни напишеш една твоја порака, една мисла и ќе ни се потпишеш. Ние, поетите, сме направени од посебна глина, добро е. Може глина, може тесто, може и друг градежен материјал од посебна глина. Посебна глина кога е направен човекот. Добро. Ја чувствуваме Добро. Глината на Рацин, од која што излегувале грмчиња и бардачиња. со латиницата. Добро? Полек. Полек. Ќе ни го прочиташ на крај целото. Ма наведен подпис. Да. И прочитај ни ја целата порака. Ние поетите сме направени од посебна глина. Глина, добро. Ја чувствуваме тагата, радоста, љубовта и болката на секој народ. Одлично. Еве вака и со рака сакам да ти честитам за ова што досега го имаш направено и најискрено ти благодарам што денеска беше наш гостин, бидејќи покрај за тебе, за твоето творество, ние проговоривме и за ромите, и за проблемите кои што на вистина не треба да се одлагаат, треба да се решаваат. Треба да се решаваат. Ти благодарам уште еднаш. Многу и големо задоволство за учеството. Голем поздрав за